23 март 2011 година ќе остане запаметен како денот кога една од најголемите филмски легенди замина во историјата. Холивудската дива, дамата по која воздивнуваа мажите од целиот свет, филмска звезда, актерка која беше модел на кој се огледуваа многу генерации актерки. Секогаш интересната Елизабет Тейлор почина на 79 годишна возраст како последица на затајување на работата во срцето. Во последните мигови во болницата во Лос Анџелес, големата Тейлор беше обкружена со своите најблиски. Иако таа веќе долг период имаше здравствени проблеми и честопати беше на болничко лекување поради бројни компликации, нејзините обожаватели сепак живееа со надеж дека таа ќе закрепне. Нивниот свет сепак се урна. Елизабет Тейлор е родена на 17 март 1932 година во Лондон, во семејство на релативно богати американци. На 3-годишна возраст почнува да зема часови по балет, а на големото платно за прв пат се појавува на 9-годишна возраст. Сепак сите ја забележуваат по нејзиниот втор филм Леси се враќа дома, кој го отвори патот кон звездената слава. Понатаму во периодот од 1942 до 2003 година се редат повеќе од 70 на филма кои го потврдуваат статусот на најголема филмска звезда во историјата. Во 1963 година станува актерката која прва ја надминува границата од хонорар од $1 милион за улогата во Клеопатра, улога по која веројатно ќе остане најдобро запаметена. Филмот, освен по безвременската убавина на Тейлор како египетската кралица и освен фактот дека стана еден од најскапите и најпознатите филмови во филмската историја, ќе остане запаметен и како причина за раѓањето на една од најбурните романси во светот, онаа меѓу Елизабет Тейлор и Ричард Бартон, која понатаму беше на 2 пати кронисувана со брак. Што се однесува до филмографијата на Тейлор, ги споменуваме и улогите во филмовите Джейн Ейр, Таткото на невестата, Девојката која имаше се, Последниот пат кога го видов Парис, Мачка на вжештен лимен покрив, за улогите во филмовите Батерфилд 8 и Кој се плаши од Вирџинија Вулф. Елизабет Тейлор се закити со најпосакуваната награда во филмската индустрија, Оскарот. Американскиот филмски институт ја сместува Тейлор на 7-то место на листата на најголеми филмски звезди во историјата. Таа беше актерката на која многумина колешки ја завидуваа, не само поради убавината, талентот и харизмата, туку и поради улогите и секако поради филмските партнери. Играше покрај Ричард Бартон, Мики Руни, Монтгомери Клиф, Роберт Тейлор, Пол Њуман и многу други. Нејзините здравствени проблеми почнаа со падот при снимањето на филмот National Velvet, што и предизвика доживотни проблеми со грбот. Во 1961 година за малку ќе починеше од редок вид пневмонија. Во 90-тите години на минатиот век подлегна на 3 операции за замена на колковите и уште еден речиси фатален напад на пневмонија. Во 1997 преживеа и операција на бениген тумор на мозокот. Во 2004 беше откриено дека страда од срцеви проблеми, што и предизвика замор и недостиг на воздух, како и сколиоза која и го искриви рбетот, поради што во последните години од својот живот се движеше со помош на инвалидска количка. Во текот на својот живот се бореше и со алкохолизмот и зависноста од лекови против болка. Што се однесува до нејзиниот приватен живот, Елизабет Тейлор беше секогаш интересна. Живееше живот кој на вистина и доликува на една филмска звезда. Живот исполнет со многу предизвици, неверојатно многу гламур и раскош. Зад себе остави 8 неуспешни брака, од кои 2 со Ричард Бартон, 4 деца, 9 внуци, повеќе од 70 филма, 2 Оскари, награда за борба против сидата, небројано многу насловни страници и натаму важи за една од актерките кои заработуваа вртоглави хонорари. Кога ќе се спомене името, веројатно веднаш се потсетувате и на неповторливите виолетови очи, вртоглаво скапиот и убав накид. Ви текнува дека таа беше звездата која го ранеше своето куче од чинија од најфин кинески порцелан, дамата која се дружеше со Мајкл Џексон. Стана препознатлива и по црвениот кармин и крзната со кој обожуваше да се наметне. Останува запаметена и по некои своји изјави. На својот 50-ти роден ден, Елизабет Тейлор рече дека и самата не ги оправдува некои од своите постапки, но дека сепак Господ и бил сведок дека таа е таква и дека е искрена. Останува запаметена по изјавите дека на големите девојки им требаат големи дијаманти. За себе велеше дека има тело на жена, но чувства на дете. За потоа на 53 годишна возраст да изјави дека горда на себе што конечно пораснала.
Што се однесува до нејзините разводи и бракови, милуваше да рече дека бракот е неверојатна институција, но во последните години од својот живот на неколку наврати нагласи дека никогаш повеќе нема да ја падне на памет да се омажи повторно. Исто така еднаш на шега изјави дека најдобрите машки партнери во животот и биле нејзините кучиња и коњите. За актерството велеше дека е многу вештачко и дека она што е вистинско во животот е страдањето. Според неа немаше ништо пожално од тоа кога луѓето им вртат глава и не прават ништо за да им помогнат на оние кои страдаат. Ваквото размислување на Тейлор беше крунисано со награда за ангажманот во борбата против ширењето на сидата. За својот пријател Мајкл Џексон еднаш рече дека кога мислите дека знаете кој е Мајкл Џексон и што се тој може, тој ве изненадува со нешто многу повеќе. За неа тој беше еден од најдобрите и најталентираните луѓе на светот. Кога кралот на попот почина, таа се огласи со изјавата дека тој вечно ќе биде дел од нејзиното срце и дека ќе го сака за секогаш. Потсетувајќи се на тоа како го запознала Ричард Бартон, Елизабет Тейлор еднаш раскажа дека првото нешто што и го кажал било тоа дека таа е многу убава девојка, што воопшто не ја воодушевило, за потоа да свати дека тој е преплашен од неа и дека големиот Бартон е всушност само човек. Иако многу пати озборувана и напаѓана за скандалозниот карактер, Елизабет Тейлор и по смртта останува да биде една од најдобрите актерки од филмското платно, една од најпосекуваните и најсексипилните жени во светот и секако една од најгламурозните во историјата на Холивуд.